Во студиото Александар Ристевски, политички аналитичар. Добро дојдовте, благодарам што прифативте поканата. Добар ден, Александар. Навистина е тежок ден, полн со Не е многу добар денот, меѓутоа... Да. За почеток би сакал од се срце да изразам сочувство и разбирање за семејствата на жртвите и на повредените. Навистина тежок, траурен ден, еве јавни личности, плюс колега од сферата на културата, директор на Центар за култура Штип, го загуби животот. Навистина жално, трагично и не можам дури да поверувам колку работи во изминативе неколку години во серија ни се случуваат како рецидив на некои лоши однесувања, да кажеме, севкупно во општеството. Тоа е прашањето. Зошто, господин Ристевски, не ни се случува, не е прв да ни се случуваат вакви несреќи поради пропусти во системот. Првичните индиции дека и овој пат се работи за такво нешто, меѓутоа сега бројот на загинатите е навистина огромен. Тоа се млади луѓе. Зошто како држава и како институции дозволуваме да ни се повторуваат грешките? Затоа што дозволивме клиентелизам внатре во системот. Затоа што многу луѓе кои се според мене расипани до срж и корумпирани во менталитетот и во свеста и во карактерот, дозволија да преку спрегите на политичките партии и на самите желби за успех, за пенетрирање во системот, без оглед до која политичка партија во моментот била тогаш, успеа внатре да се интегрираат во институциите на системот и успеа да ги заобиколат сите тие работи. Ние ова го гледаме, знаете како? Јас имав еден статус а Бајлев уште во 8 часот кој го напишав, баш на тоа се однесуваше. Ние научивме да импровизираме, да штанцаме и да фалсификуваме. Збориме се вкупно како општество. И кај нас, пример, научници даваат препишани трудови или колку да се задоволи потребата, фингирани извештаи, измислени дозволи, на кујките на зградите проширување, надграба. Тоа нигде во светот го нема. Јас не се направам најпаметен, но мислам дека доволно имам прошетано во светот. И јас мислам дека подалеку негде, па дури ни во Србија го нема, од Јужна Србија нагоре нигде не се случува тоа. Значи ќе се случи тук таму во некоја фавела, во некое село, во Чешка, во Словачка, во Босна, во планина, но во главен град, во урбанизирани градски средини, нигде тоа не се случува. Значи такви инциденти каде што имате урбанистички, сообраќајни, еколошки хаоси. Еве, вие сте национална телевизија на најурбана општина, сега доаѓавме дека гори чат огромен запален е Каршивас. Значи никој не може отпад гори среда град. Ама тоа е луда работа, тоа нигде го нема. И стално ние збориме, ќе се санкционира, ќе се реши, како и кога. Апелираме да се почитуваат. Ама дефинитивно ти барем ти лично направи неколку прилози за кои еве јас, барем ти знаеш, директно сум те поддржал и сум ти дал суперлативи за тоа како е се изведено, еве за ѓубрето, еве за брзото возење. Трагедија ни се случи, девојчено на Партизанска го изгазија со кузна и каква брзина, од тогаш навака колку имаше сообраќајки кај што луѓе без возачка направи, уште 10 имаш. Минимум. Значи ти мислиш дека ништо не, еве, хаос се случило и ќе прекине. Мене ми е шокантно што министерот Тошковски кажува информација каде што на 1000 казни 150 или 200 се луѓе кои не полагале, не влегле во систем на полагање на возачка дозвола. Значи ти не можеш да и се пак доаѓаме до битното. Не е битно кој како полагал. Прашањето е тој што не полагал, тој кој го учил него сообраќајни знаци. Сега да кажете дека општото непочитување на правилата и на прописите на секој ниво, на секој аспект во општеството, од сообраќај, урбанизам, екологија, било што е директна причина и повод за вакви трагедии да не се случуваат. Едноставно нападните, агресивните, користољубивите не бираат средства и не се плашат од државата, не се плашат од системот, затоа што не сносат санкции или санкциите се минимални, нема панализација. Вие имавте спомна имаше луѓе кои има излезено од извршување на затворска казна, прави сообраќајка со смртни последици, добива 6 месеци затвор. Тоа е фарса. Значи тоа само го докажува дека и судството и обвинителството и севкупно системот затајуваат или премногу одат на некоја форма на епатија. Јас се смеев, прави криминално дело дотичен лик, вика, има семејство. Значи тие што имаат семејство не треба да одговарат, така тие што се без семејство нив ќе ги гониме. Луда работа. Мислам, докаде треба да оди сега хоризонтално и вертикално барањето на одговорност? Докаде ќе иде? Министерот кажа дека има на 20 приведени осомничени, така. Да. Видете, значи јас баш во еден од двата статуса кои ги напишав на социјалните мрежи и го искоментирав токму тоа. Данок, дали колку е платен.
колку малолетници има, на кого е точен алкохол, дали за концертот кој бил закажан као концерт као таков, дали е платен данок, дали објектот добил лиценца за работа, каква лиценца за работа, дали ги исполнува условите. Јас како човек кој е во институција во сфера на културата знам дека од нас се бараше да изработиме евакуационен план. На евакуационен план мораш да имаш едно или две споредни излезни места. Па мапа се прави со Дали знаете дека тоа законска одредба? Не дали сакаш да имаш. Обележено место за противпожарно возило. Дали знаете дека мора да е осветлено? Дали знаете дека мора да има предвидено паркинг места? Категоризација има. Јас кога видов тоа е некоја обична шупа во предградие на влез на град, помеѓу една страна ливада, од другата страна има кујки и некои градби. Кој дозволил тоа да се случи? Сега, сето тоа си има одредена, да кажеме, листа како се стига до тоа. Некој потпишал некаква дозвола. Дали таа дозвола отишол да ја види? Дали, значи, ние се навикнаме, еве снимките, видите, дали во ова величи на дискотека, човече, кај го има ова? На запад вака ништала не изгледа. Апсолутно. Ние како држава станавме експерти да просечни луѓе или полупросечни и сиромашни или полубогати да одеднаш станат мултибогати затоа што користат некакви државни, јавни објекти, затоа што некој му штанцал некаква лиценца, некој документ, било што, го користи моментот на сила, предпоставувам на некаква општествено-политичка поддршка или влијание, и за 2-3 години гледате луѓе со огромни коли, со дуќани, со се. Како тоа во нормалниот свет го нема? Тоа мора да запре. Тоа мора да запре. Нигде не оди во веќе. Сакам да ви кажам, ги гледам луѓето денес, еве и кај мене во населба бев излезен, еве и со возачи, со други што се видов денес, меѓу 2-30 луѓе, гледам на социјалните мрежи што се комуницира. На луѓето ми е пукнат филмот. Веќе се изгуби желба за живот овде. Не е веќе прашање дали дома имате парно. Не е веќе прашање собрајкиот како функционира, кој знаеме како функционира. Веќе се изгуби желба човек да живее во ваква средина. Затоа се селат луѓето. Значи веќе не е економски прашање. Еден куп богати, претпоставам и ти знаеш, што гледаш продаваат станови во центар по 100, по 120 квадрати, ги продава ради одење во странство. Порано сиромаштијата бегаше. Сега бегаат тие што имаат, затоа што сакат мир, сакат хармонија, сакат функционален живот. И ние се навикнавме во изминативе години да се е дозволено. Да некој нешто потпише и она што не можам органски да го поднесам, кога дури обичниот народ ќе почне да релативизира и ќе каже, абе се снашол. Како бе се снашол? Па тоа бе и коментарите. Сите велат, ајде имам човек, ова ќе ми среди, имам вујка во инспекторат, ќе ми среди ова, и ова е резултатот. Кога ќе научиме дека со тие работи што стана дел од нашата култура, ќе кажам дека ние се самоубиваме. А ти текнува најлошиот коментар кој е? Ако пријавиш, ти вика дека си кодош. Ти си лошиот. Значи, тој што повикува на почитување на закони, на почитување на систем, на институции, на систем, на ред, на поредок, другите, оние незасегнатите етикета му лепат. Кодош, вика. Или незадоволен, или несреќен, вика, се жали, вика, дека он нема, дека не се снашол. Луѓе, ние имаме проблем морален и етички. Ние имаме проблем со нашата свест и воздигнување на носители на функција и воздигнување на новопечени богаташи. И тие као кападахи се понашат. Кај мене во зграда кај што живеам, видите, јас имам возило 18 години старо и купив паркинг место и гаража, која кошта 3 пати повеќе од мојата кола. И си го платив, најпоштено. Знаете кој се паркира на улица и блокира цела сервисна улица меѓу 4 згради? Оние што возат по 60, по 70.000 евра коли. Тие не купуваат гаражи, тие се паркираат на сама улица. Такво однесување чаламџиско, никој ништо не ми може, до ова не доведе. И една работа да не заборавиме. Сите ние, најголем дел од населението, оди низ призма на Скопје. Добар дел од населението, повеќе од 1/3, живее во Скопје. Ние забораваме како им е на народот во помалите градови или во руралните средини. Таму шериф, кој ќе добие сила, кој ќе добие власт, кој ќе се промангупчи, затоа народот си оди. Затоа што таму, ние, овој град барем е познат по едни апсиња пред 10 години со илегални казини и такви работи. Така да, ние треба малку да размислиме како државата да најде начин да си го заштити народот во внатрешноста. Пошто очигледно локалните шерифи прават многу глупости.
има во различни објекти се прават дискотеки. Дел од граѓаните што ни коментираат на нашите социјални мрежи велат дека кај нас дискотеки и ноќни клубови се отвараат дури во шопинг молови. Има такви примери безброј. Во стамбени згради кај што живеат луѓе имаме кафеани, кај што горат скари, кај што има плински боци. Беше тука и деканот на градежниот факултет кој што кажа дека фрапантна бројка дека 80% од објектите, тоа неколку пати не ги исполнуваат условите. И тоа објекти што се градат нови, значи стамбени згради кај што се става стиропор, кој што е лесно запаливи, што не смее таму да иде. Ја живеам во таква зграда и таков случај имам. Тие добиваат и технички прием и дозволи за градба и се не се регистрираат како лаунџ барови што прават журки. Секогаш има изговор. Изигрувањето на закон секогаш се наоѓа. Проблемот знаете кај настанува, кога ќе пријавите во полиција, полицијата доаѓа, реагира и на крајот тука доаѓаат, барем досега така беше, влијанието на Трајко Петко Ѓоко, јавувањето на ова и на крајот ти треба да потврдиш, ти треба да оставиш информации, па они мерат децибелажа, нормално овие кои ќе дојдат ќе намалат звук и ти не можеш да потврдиш и да докажеш дека е така како што треба, или па ти треба да снимаш дека ти се треси дома или преку вентилацијата не ти функционира. Сакам да ја прокоментираме изјавата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, преку час и половина ја даде, предлагам само да видиме да ги потсетиме гледачите. Има осомничено повеќе од 20 на лица. Околу 15 лица се во полициска станица. Дел од осомничените за предизвикување на овој кривично правен настан се починати, согласно сомненијата кои што ги имаме досега од аспект на осомничени. Дел се во болница. 4 лица имаме моментално обезбедени во болница. 2 члена на бендот, син на собственик на дискотека и управител на правното лице кое што ја менаџирало дискотеката. Дел од приведените лица кои што моментално се во полициска станица се луѓе кои имаат директна вина во врска со овој кривично правен настан, согласно доказите кои што ги имаме досега собрани. Односно, приведено едно лице кое што е организатор на настанот и за кое што имаме сомнение дека е еден од оние кои што имаат директна вина во рамки на сторување на конкретни кривични дела поврзани со овој настан. Исто така, приведени се поранешен државен секретар на Министерство за економија, поранешен, мислам дека и сегашен раководител на еден сектор во рамки на Министерството за економија. Имаме приведено поранешен директор на дирекција за заштита и спасување и тројца вработени во рамки на дирекцијата. Станува збор за нелегални лиценци кои што се издадени 2024 година, овде ги имам 2. Тие се доказ во постапка, не можам да ги споделам сега, не дека не сакам. Станува збор за лиценци кои што се нелегални, невистинити, фалсификувани, како сакате кажете ги, кои што се добивани, предпоставката е постојат основни сомненија на коруптивен начин. Така, господин Ристевски, како е возможно да имат 2 лажни лиценци, фалсификувани, како сакате да наречете ги, и да работи клуб и тоа да заврши така? Ако има една лиценца која има други датуми, други бројки, ако има уште една лиценца што фиктивно се покажува, а законски ја нема и не е пројдена на влада, очигледно е фалсификат. Ако е фалсификат, фалсификаторот има име и презиме. Очигледно тоа е изнесено и направено во дотичното министерство, како што гледаме, тоа е Министерството за економија, така да очигледно таму треба да се адресира нели проблемот и да се види кој тоа го направил. Дали корисникот кој ја има
Сам ја изфалсификувал или некој му издал фалсификувана. Ако му издал фалсификувана, тогаш тие лица или тоа лице или кои да се таму инволвирани, поврзани со тоа, си има законски одредби, регулативи, се треба да се одговара. Види, најбитното, најкруцијалното што е, ние законски одредби за се имаме. Нас и Европска унија, која не имаше анализирано или која се правеше муабет колку ќе траел долго интегративниот процес во Македонија кон Европска унија, ние луѓе уште пред 15-20 години пола закони ги имаме донесено. Ние закони имаме за се. Ние имаме подобри закони од земји членки на Европска унија, ти гарантирам, барем од соседниве Бугарија и Романија за пола ствари имаме подобри закони. Ние имаме усогласени со тие. Апсолутно за се. Значи, ако провериш регулатива и легислатива во секоја област, земјоделие, здравство, култура, транспорт, во се закон имаме. Но ние имаме луѓе на извршни функции, директори, раководители и се, кои не почитуваат ништо тоа, или само ги прилагодуваат и она ќе ти намигне некој, уредо е, средено е. Тоа е нашиот проблем. Ние закон имаме, ние не почитуваме закон. Што викаше еден инспектор полициски што го познам, велеше, вика, ако се сака, на секој може да му се најде нешто, затоа што закон за се има, ама народот е навикнат да крши закон дневно по 5 пати. На крајот на криштата, поминување улица кај што не треба, што и сите го правиме, на пример. Значи, ако се реши некој да му се залепи нешто или би фатен за нешто, со намера, на секој човек ќе му не дадат 5 работи. Затоа што ние почнуваме дури несвесно да кршиме закон за еден куп работи. Закони ние имаме, ние немаме примена на законските одредби во државата. Така, пред 10 минути споминавме за случаите во државата кога што и во шопинг молови има дискотеки, а многу гледачи ни пишуваат во меѓувреме. Велат еве како пример го наведуваат дискотеката во Штип, вели во дискотека во Штип како може таму да има дискотека, вика на негорниот кате каде што луѓето треба да поминуваат низ холовите за да стигнат до дискотеката и досега имаше многу инциденти каде што луѓе по тие скали паѓаат само за да стигнат или да си заминат. А моловите работат до 10 навечер, така? Да. Работат и сабота и недела, работат и за празник, ама работат до 10, така? Да. Браво. Епа, секоја чест. Тоаш, пак доаѓаме до она. Или некој нешто фалсификува штанца, или го изигрува законот. Луѓе, ние имаме изигрување на закон, пример, не знам, градиш кат на гаража па ја пренаменуваш. Или знаеш што се случува. Кај нас во стамбени објекти се случуваат глупости. Ние секој дневно, значи не би сакал јавноста јас да ја контаминираме ви со лични работи. Значи мене ми се има случајно така да не можам документи да извадам, па треба пак за истото да бараш нели некој познат. Не за да направиш злоупотреба, него бараш познат за да законски ти се заврши одредена работа што ти следува. И имаме сите реално такви примери. Ама не треба да имаме, Александар. Не, апсолутно не треба да имаме. Не треба да имаме. Треба да се соочиме со реалноста, да го детектираме проблемот, да си го признаеме и така да го решаваме. И да притискаме, да бараме да се спречи. Еве просто, нели баравме сега неодамна, баравме електронски верзии на документи. И се направи закон, електронско издавање на ова, електронско издавање на она, банката не ти го признава, ти бара оригинал документ. Да. И сега, пример, а воглавно ние документи за каде бараме? Или за на суд, нели? Или за во банка. Така, да се вратиме. Загубата е огромна. На семејствата, на починатите, на загинатите, па и на повредените, никој не може тоа да им го надомести траумата што ќе доживе. И тие луѓе тамо што биле присутни, што се спаселе, според сигурно ќе има травма травма за цел живот, бидејќи тоа е нешто страшно што може да се случи. Така е. Прашањето ми е, ако до сега имавме 3 или 4 вакви случаи и ништо не направевме да го подобриме системот, дали треба да бидеме воопшто оптимисти или да бидеме реални дека сега конечно министерот Атошковски јавно вети дека тоа ќе се случи, ќе го држиме секако за збор како медиуми, дека нема да биде како што било до сега и дека сега одговорноста, како што рече, ќе има име и презиме и дека ќе мора да се сменат некои работи конечно. Јас не се ни сомневам дека и тој и екипата околу него ќе процесуира се што треба. И на крајот доаѓаме до една битна работа. Изминатите 3 случаи што ги имавме, значи Тетовската болница, Дурмотурс и како беше она другата несреќа што беше Беса во Бугарија. Во Бугарија. Кој го финишира случајот? Обвинителство и судство, така? Тошковски се знае до каде може да дојде. Може да ја истера постапката, да најдат докази, евиденс, нели, да ги испроцесуираат. Ако тоа се закочи негде по пат
во судство и во обвинителство. Зашо тогаш зборуваме? Ние цело време зборуваме дека државата има влијание врз или има судска, законодавна и извршна власт. И ние стално зборуваме дека извршната власт во основа преку законодавната или собранието влијаела врз судската. Скоро 20 години, 7-18 години, таа власт им е препуштена нив, внатре. Многу мал дел е влијанието директно и на собранието и на владата. Многу малку. Што направија досега? Не, еве искрено прашам. Што направија досега самостојно, без да им се влие? Па јас впечаток имам дека многу полошо функционираат отколку порано, кога директно извршната власт и собранието директно влијаеше врз нивниот избор. Имаше примери пред некој ден на човек кој што е осомничен за многу голем криминал, е пуштен во домашен притвор. По целата реакција медиуми, експерти и политичари му се определува ефективен. Ама дека имал деца, дека имал фамилија, другиот немаше фамилија. Тоа беше Не сакам да иронијата. кажам зошто во оваа држава работите не може да функционира така како што се поставени како што треба, без притисок од медиумите пред се. Затоа што очигледно е некој со путер намачкан и треба да да се издинста добро. И затоа што очигледно за одредени луѓе има различно влијание на законот, за другите нема. И тогаш обичниот народ почнува да се плаши. Почнува да се плаши дека за него нема правда, дека каде ја те суди, каде ја те тужи. Дека едноставно почнува да живее во страв, дека јас не сум врзан со тие или јас го немам тој човек да ми се најде, леле ако влезам во тој правно-судски лавиринт, што ќе ми се случи мене? Што е лошо. Што е лошо и од друга страна немаат право сите тие барем во судската власт да се жала дека им е полошо, затоа што јас кога што слушам во изминатите неколку години па и сега и платите се им се качени вртоглаво многу, за разлика од порано. Ден денес има луѓе пример во администрација високо образовани кои работат за 30.000. И тоа е трагедија. Од друга страна, луѓе кои одлучуваат, кои палат гасат во државава, земат огромни пари, имаат огромни недостатоци и надоместоци и плюс тргуваат со влијание. Тука е веќе страшно и опасно. И да поентирам, најбитното нешто. Трговијата со влијание, да кажем дека е дело. Така е, апсолутно, кривично дело. Да. Најбитното и најтрагичното е што луѓе престануваат да веруваат во системот и почнуваат да се плашат од него. Штом луѓе почнуваат да се плашат од системот, а некои се чувствуваат толку силни, бахати, да се занесуваат и да покажуваат сила, тогаш веќе имаме дисфункционално општество. А ние цело време зборуваме дека сакаме во Европска унија. И контролните механизми. Јас сум сватил дека и во градежништво, и во судство, и во собрание, и во извршна власт, најголема мана нас ни е контролниот механизам. Пример ќе кажам. Имаше еден куп афери за градење на објекти, разноразни државни. И вика, Се извинувам што ве прекинувам,